Слава ти, Господи Исусе Христе, Татко наш, зборува и денеска низ мене, простување, еднаш годишно празник во македонската народна религија, во православието, и секој постариот, помладиот му простува на постариот, имаат и датум, се вика прочка, а во исто време во неколку градови се облекуваат во маски на животни, она што се правело во античка Македонија, одат од куки на куки, јадат, пијат, се веселат. Видете, ја покажуваат својата вистинска природа, инаку тој јадет прочка е од македонската народна култура, дури од неолитот и антиката, каде како елеусински мистерии или артемидини слави се облекувале во животни, во кожи од животни, оделе од куќа на куќа, пееле и се радувале. Простување, еднаш годишно, ние зборуваме за процес да простиш од срце, како што Исус прости на крстот и рече: прости им, татко, не знаат што прават. Живото слово Исусово вели да простиме на братот 7 по 77 пати, но не да му дозволиме да не оттргне од Исус. Простувањето е духовно раѓање и процес да научиш дека правдата не е твоја, судот не е твој, желбата и волјата не е твоја. Твоја е само потребата да се вратиш, да се разбудиш, да го отвориш срцето и Исус да се насели во тебе, да се препуштиш во собственост на Господ Исус Христос, кој е видлив дел на Таткото Небесен. Тој е судијата, тој е учителот, негова е правдата, негова е царството, силата и славата. И ние добивме на една молитвена средба: кој простува, тој победува. Не судете за да не бидете судени. Со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Кога луѓето би знаеле дека простувањето е важен момент за да преживееш, нели? Да простиш, веднаш би простиле на сите. Кој нема милост, поентата е еден стих: и за него ќе нема милост во судот. Значи, кој не простува, и за него нема да се прости во судот. Кога ти им простуваш на другите, си простуваш себе си, односно се помируваш со Таткото Небесен, стануваш син Божји, ученик негов, да те научи да победуваш во љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе. Армагедон ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон, Откровение 16:16. За многу години армагедонските слави, тоа е единственото нешто што вреди да се слави на земјата, второто Христово пришествие. Те чекаме, Господе Исусе Христе, да дојдеш за секогаш во секое срце, од земјата до небесата. Амин, до Царството Божјо. Амин.